Македонско црковно радио, Македонски глас. Под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски, а еве што ви подготвивме со колешката Маја Перовска за денешното издание. Се ќе сториме за стратешката цел, но тоа мора да биде без двојни стандарди. Нема дилема, иднината на Македонија е во Европската Унија, вели Христијан Мицковски. За азилантите се одбива екстрадицијата. Соземете се, не правете циркус. Министерот Филков му одговори на пратеникот Талевски за Никола Груевски. Македонија ќе набави најмалку 5 електрични локомотиви за карго превоз. Николовски откри и уште една важна новост. Поголем број разводи, но и повеќе бебиња во третиот квартал. Природниот прираст останува негативен. Успехот на Европската Унија лежи во конкретни проекти, не во идентитетски прашања. Јазикот, идентитетот и достоинството не можат да бидат предмет на преговори, вели министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Дали во аферата бил вклучен и Љупчо Николовски? Каде испари жито вредно 800.000 евра и кој профитирал? Наскоро авионска линија Виена Охрид. Владата за една година обезбеди 21 нова дестинација. А на самиот почеток да ја чуеме и следната вест. Поради обилните врнежи на дожд кои го зафатија западниот регион преку единствениот број за итни повици 112 е добиена пријава за настанато слечиште во селото Шипковица. Слечиштето е во населено место кое представува опасност за жителите, каде што директно се загрозени 4 куќи. Активиран е кризниот штаб на општина Тетово, а на терен се излезени лица од Центарот за управување со кризи, СВР Тетово и градежен инспекторат од општина Тетово. Се преземаат мерки и се дадени насоки на местното население да го напуштат живеалиштето поради опасност од појавување на нови слечишта. Сладка тајна, сонот ми го зеде една лична Ања. Блазета мајка Ања што ја роди, се за та љубов не спијам до зори. Удри една чалга песна да и кажам, душа да си отворам, дека силен оган кријам, спремен да изгорам. И со песна да и кажам, душа да си отворам, дека силен оган кријам, спремен да изгорам. Звезда не е толку сјајна, ниту китка има убава ко Ања. Блазета мајка Ања што ја роди, се за та љубов не спијам до зори. Удри една чалга
pesna da i kažam duša da si otvoram, deka silenog krijam, spremen da izgoram. Isto pesna da i kažam duša da si otvoram, deka silenog krijam, spremen da izgoram. Pesna da i kažam duša da si otvoram, deka silenog krijam, spremen da izgoram. Isto pesna da i kažam duša da si otvoram, deka silenog krijam, spremen da izgoram. Laze majka što te rodi, tebe Anja ubava. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Uvažavam te.
Премиерот Христијан Мицковски, одговарајќи на пратеничко прашање во врска со извештајот на Европската комисија за напредокот на државата и во однос на превземените чекори кон евроинтеграциите, ги потенцираше специфичните условувања кон Македонија. Билатерализација на патот кон членство во Унијата се наврати на однесувањето на минатите влади и неколку пати прифатените условувања вон копенхагенските критериуми, но и посочи на конкретни превземени мерки во овој период наведени во извештајот на Европската комисија. При тоа напомена дека ваквиот однос и оценување од страна на Европската комисија во извештајот не треба да биде причина за евроскептицизам, ниту пак да биде модел за исполнување на се што е ставено на маса, а при тоа да нема гаранции дека друго, освен зацртаните критериуми, нема да го попречи патот. Не треба да имаме дилема ниеден во собранието дека иднината на Македонија е во рамките на Европската Унија. Се разбира дека пристапот до реализирање на таквата цел е поинаков. Претходната влада имаше пристап дека со тоа што ќе подпишуваат и прифаќаат се што ќе им биде ставено на маса, ќе им бидат простени криминалот и корупцијата и сето она што беше заштитен знак на нивната влада и дека ако стават подпис на секој од документите ставен на маса, некој оттаму на магичен начин ќе ги остави на власт и ќе продолжат сложно да ги крадат граѓаните и државата. Но граѓаните избраа лани на изборите по која патека и траекторија ќе се движи државата, а тоа е траекторијата на правичност, многу работа, честна работа согласно законите и работа која што дава испорака за граѓаните. И тука оваа влада не ги двои граѓаните ниту по етничка, ниту по верска, ниту по политичка припадност и така ќе продолжи да функционира, изјави Мицковски. Премиерот подсетува дека заедничка цел на сите нас е да бидеме дел од Европската Унија. За тоа треба да ги завршиме преговорите, но пред да ги завршиме треба да ги започнеме. Многу пати досега високи функционери на претходната влада, почнувајќи од претходните премиери, ни ја кажуваа невистината дека сме ги почнале преговорите, дека преговараме, дека имаат добра вест, проследени со објавувања селфи фотографии од авиончиња, од бродчиња, од некоја јахта, од Егејското море и така натаму. Како еве патуваме кон Европа, возот е незапирлив, само што не сме стигнале, а во суштина се наоѓаме на истото место каде што бевме за жал пред 25 години. На самиот почеток. И ние сме единствен случај во кој што не можеме да напредуваме затоа што имаме активна блокада, активно вето поради билатерални прашања. Прво тоа беше спорот со нашиот јужен сосед, спорот за името на државата, па на начин на кој сите бевме сведоци се случи таа промена. А сега е повторно нова измена на Уставот, која што претходната влада го суспендираше парламентот и прифати нешто кое не успеа да го испорача и сега е дел од заклучоците на Европскиот совет, дека ние треба тоа да го направиме без при тоа да имаме јасна гаранција и предвидливост дека и тоа да се направи, дека ние ако ги завршиме преговорите и сето тоа што треба да го завршиме, ќе бидеме дел од Европската Унија и дека нема да има дополнителни блокади поради билатерални прашања. Влегоа во авантура, реков, и кој беше мотивот на претходната влада, истакна првиот човек на владата. Тоа не е начин на размислување на оваа влада. Напротив, размислуваме сосема поинаку, вели Мицковски. Се ќе сториме што е во наша моќ за да стигнеме и да ја реализираме таа стратешка цел, но мора тоа да биде без двојни стандарди, да биде согласно копенхагешките критериуми и мора да имаме двонасочна улица. Не може улицата да биде еднонасочна, бидејќи во името на европската цел и во името на европските интеграции граѓаните на Македонија направија многу отстапки во минатото, ако тргнеме од промената на банкнотите преку промената на знамето, потоа промената на името, Уставот неколку пати, децидене Мицковски. Tebe
Обезбедивме средства од Европската банка за обнова и развој, со кои ќе набавиме најмалку 5 нови електрични локомотиви, модернизирање на македонски железници, со кои ќе можеме да го обслужиме целиот карго превоз во земјава. Истакна на седницата за пратенички прашања во собранието заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски. Во соработка со Европската банка за обнова и развој обезбедивме средства во висина од речиси 21 милион евра, со кои треба да купиме најмалку 5 нови електрични локомотиви. Знаете дека минатата година кога беше формирана оваа влада, имавме за жал 0 активни локомотиви. Сега имаме 11, од кои што 4 се понови, а 7 постари. Со 9 локомотиви кои би биле електрични, ќе можеме целокупниот карго превоз да го обслужиме, се надевам веќе од 2028 година, затоа што рок на испорака на овие локомотиви е во 2 години, а она што го имаме најава од ЕБОР е дека март месец следната година веќе ќе можеме да го видиме повикот објавен. Истакна вице-премиерот Николовски. Тој соопшти уште една новина, а тоа е потпишување на договор помеѓу Железници Транспорт и Железници на Австрија, соработка која ќе донесе огромен финансиски бенефит за МЖ Транспорт. Македонски железници Транспорт и Железници Австрија се пред потпишување на договор со кој наши локомотиви ќе се користат за карго превоз кој што треба да оди од Пиреја, Атина до Виена. Тоа го договоривме со представниците на владата на Австрија, а сега веќе комуницираат двајцата директори, додаде Николовски. За изградбата на брзата пруга на коридорот 10, Николовски вели дека ќе се оди со единствено решение што ќе опфаќа проектирање и градба во исто време, така што целокупната одговорност ќе биде на оној што ќе биде избран за изведувач и државата нема да има ризик од одлагање на роковите и од непотребни додадени трошоци. Како те млада залюби и по тебе памет изгуби. Откако те млада залюби и по тебе памет изгуби. Стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборови верувај ми. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборови верувај ми. Што има се ти подари, сета младост си ја изгуби. Се што има се ти подари, сета младост си ја изгуби. Стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборови верувај ми. Нели ти стига мојата младост, кажи ми ти, и на сите зборови
Kaži koji te milува, koji te gali, koji te uspiva. Kaži koji te milува, koji te gali, koji te uspiva. Site skoro i veruvari mi. Meni ti stiga moja ta mladost, kaži mi ti. I na site skoro i veruvari mi. Дали Министерството за правда има поднесено ново, обновено барање за екстрадиција на поранешниот премиер и бегалец од правдата Никола Груевски, праша пратеникот на СДСМ Миле Талевски на седница за пратенички прашања, на што министерот за правда Игор Филков му одговори дека Груевски во Унгарија има политички азил. Додека некое лице ужива азил, екстрадицијата се одбива. Состојбата внимателно се следи и кога ќе се создадат услови ќе се поднесе ново барање, што впрочем е исто како и за секој предмет за екстрадиција. Министерството за правда нема ништо заедничко со тоа министерство што го имавте вие во ваше време, кога заедно со Артан Груби и Али Ахмети договаравте кој каде ќе избега. Ова министерство си ги бара сите бегалци, но вие говорите за политички азиланти, ако доволно ве следев. Што значи дека секој пат кога ќе бидат создадени услови, Министерството за правда повторно ќе си ги бара своите граѓани. Во меѓувреме треба да дадете одговор каде се оние другите со кои што вие договаравте бегства, одговори министерот Филков. Тој му порача на СДСМ дека има сериозен пристап и дека се занимава со реална работа. Мора да престанете да ја замајувате македонската јавност со ваков шарлатански пристап. Што уште треба да направите за народот да ви ја прати пораката и на следните избори? Значи, да се совземете, да бидете сериозни, затоа што не е добро тоа за вас ниту како опозиција, ниту за државата да се занимавате со циркус наместо со реална работа. Тоа граѓаните ви го кажаа и на последните избори, а убеден сум дека и следниот пат, кога и да бидат парламентарните избори, ќе ве пратат во историја. Пратеникот Талевски обвини дека одредени структури во владата и во ВМРО ДПМН активно подготвуваат терен за враќање на Никола Груевски во Македонија и негова амнестија и нагласи дека до него стигнале информации од луѓе блиски до актуелната власт дека постои план и сценарио за создавање клима во која бегалецот од правдата би се вратил во земјата.
Председателот на владата Христијан Мицкоски на седницата во собранието за пратенички прашања говорејќи за планот за раст и реформската агенда, ги појасни детално чекорите и законите кои треба да се имплементираат, истакнувајќи дека до крајот на годинава ќе се работат дел од чекорите и процедурите, а тие кои ќе заостанат ќе бидат сработени во првите 3 месеци од следната година. Одговарајќи на прашање од пратеникот Сергеј Попов од ВМРО ДПМН, што се прави за напредокот на државата во исполнувањето на домашните задачи од Европската агенда, Мицкоски нагласи дека ќе можеме да го фатиме чекорот. Законот за аудиовизуелни услуги е дел од Министерството за дигитална трансформација и е готов генерално. Со тој закон сакавме да бидат и деловите кои се однесуваат на Roam at Home, односно кога младите ќе патуваат низ Европа да не плаќаат роаминг, но тоа ќе се имплементира следната година. А ние имаме амбиција законот да го донесеме оваа година, а следната преку амандмани да интервенираме за роамингот, изјави Мицкоски. Следен чекор Мицкоски рече дека се измените во изборниот законник, кои треба да бидат усогласени со препораките на ОПСЕ и ОДИХР и дека тоа зависи од политички консензус, а бидејќи е реформски закон, може да се постигне тој консензус и да се донесе до крај на годината со вклучени препораки на ОПСЕ и ОДИХР. Следниот чекор исто така значаен кој не можеме да го исполниме, а се однесува во делот на енергетиката, а тоа е целосна либерализација на пазарот за електрична енергија, пред се мисли на домаќинствата, затоа што ако владата престане да ја субвенционира електричната енергија за домаќинствата, тогаш цената ќе се зголеми за отприлика 30% до 35% и тоа ќе предизвика инфлација и ќе има верижен ефект врз многу други процеси. Затоа ние како држава продолжуваме да ги субвенционираме сметките за електрична енергија за домаќинствата и сите на регулираниот пазар, потенцираше Мицкоски.
Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Помалку склучени, а повеќе разведени бракови евидентираше Државниот завод за статистика во третото тримесечие од оваа година. Во овој квартал се склучени 3514 бракови, што е помалку за 2,8% во споредба со истиот период од 2024 година. Регистрирани се 470 разведени бракови, што представува зголемување од 27,7% во однос на лани. Во третото тримесечие од 2025 година, бројот на живородени деца изнесува 4431 и во споредба со истиот период од 2024 година е зголемен за 3,7%. Бројот на умрените лица бележи намалување од 0,5% во споредба со истото тримесечие од 2024 година и изнесува 4849 лица. Од нив 20 се починати доенчиња. Природниот прираст е негативен и изнесува минус 418, што значи дека за толку лица е помал бројот на живородените деца од бројот на умрените лица. Ai, que
Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски учествуваше и се обрати на 24-тиот состанок на Мешовитиот парламентарен комитет Република Македонија Европска Унија, што се одржа во Страсбур. Во своето обраќање пред членовите на комитетот, министерот Муцунски истакна дека Страсбур, како дом на европската демократија, представува силен потсетник на европските вредности кон кои нашата држава е посветена веќе 2 децении. Тој потсети дека оваа година се навршуваат 20 години од добивањето на кандидатскиот статус, период во кој земјата спроведе значајни реформи и покажала конзистентна определба за европската интеграција. Министерот нагласи дека македонските граѓани остануваат силно проевропски ориентирани, но дека е неопходно процесот на проширување да биде предвидлив и меритократски, за да се спречи појавата на европесимизам. Во таа насока, тој укажа дека државата е 100% усогласена со заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската Унија, активно поддржувајќи Украина и придонесувајќи кон заекнување на европската безбедност како директен партнер и НАТО сојузник. Муцунски се осврна и на реформските процеси поврзани со планот за раст и реформската агенда 2024-2027, истакнувајќи дека реформите се насочени кон економски развој, задржување на младите и привлекување инвестиции. Тој подвлече дека државата веќе докажува дека може да придонесува кон стабилноста на регионот и Унијата, меѓу другото и преку првото партнерство во безбедноста и одбраната со Европската Унија во рамките на Западен Балкан. Во делот на билатералните прашања, министерот посочи дека продолжената блокада од страна на Бугарија не и штети само на нашата држава, туку ја намалува довербата во процесот на проширување и ги ослабува стратешките интереси на регионот. Тој нагласи дека успехот на европската интеграција лежи во конкретни проекти, економска и енергетска поврзаност, а не во отворање теми поврзани со идентитетот, јазикот и националниот наратив. Повтори дека македонскиот јазик, идентитет и достоинство на граѓаните не се и не можат да бидат предмет на преговарање. Министерот потенцираше дека државата останува конструктивен партнер во регионот, посветена на добрососедските односи, исполнувањето на меѓународните обврски и унапредувањето на соработката со сите соседи, каде што тоа носи конкретни придобивки за граѓаните. На крајот од обраќањето, Муцунски изрази благодарност до Европскиот парламент за доследната поддршка на европската перспектива на земјата и порача дека македонските граѓани остануваат цврсто проевропски ориентирани. Тој повика на партнерство засновано на јасни, предвидливи и фер критериуми, со уверување дека заеднички може да се претвори евентуалниот европесимизам во обновен европски оптимизам. Јаден сум бре бела јано и прејаден. Немој да ме каниш душо на пиење. Пиен сум бре срце моје и препиен. Ако смеш бела јано покани ме. Јано на шетање, цел свет сум го шетал, јано и прошетал. Немој да ме каниш, јано на муабет, ако збори тој што гори ке изгори. Ако смеш бела, јано покани
гради гулабици, па да умрам бела јамо и жмежала. Ако смеш бела јано покани ме, леле јано бела јано на љубење, ке ти љубам бели гради гулабици, па да умрам бела јано и жмежалам, па да умрам бела јано и жмежалам. Аферата со државните стокови резерви повторно ја отвори темата за одговорноста на институциите, откако во истрагата беа офатени 5 службени лица, меѓу кои и Трајан Димковски, поранешен министер, заменик министер и шеф на кабинет во владини структури. Според информациите, тие се сомничат дека овозможиле незаконски отпис на 2000 тони пченица и јачмен вредни речиси 800.000 евра. Од ВМРО ДПМН реагираат дека случајот ја покажува, како што велат, длабоката криминогеност на кадрови од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ова е пример како личниот интерес бил ставен пред интересот на граѓаните. Да се отпише лебот на народот е чин кој не смее да се повтори, велат од партијата. Според истрагата, Димковски до владата доставил записник во кој прикажал кусок за период од 2007 до 2021 година, пошто владини представници го усвоиле заклучокот на седница. Од ВМРО ДПМН тврдат дека тие биле свесни дека овој период не може да се земе како основа, бидејќи во 2019 година била направена целосна обнова на резервите. Пченицата била употреблива и не смеела да биде отпишана. Очигледно е дека кусокот настанал во периодот 2019-2021 година, токму во време кога цените на храната енормно растеа, додаваат од партијата. Од ВМРО ДПМН прашуваат дали исчезнатите количини завршиле на црниот пазар во соседните држави и дали, како што тврдат, тоа имало профит и во други структури на власта. Јавноста заслужува да знае каде завршиле 2000 тони жито. Тука не може да има компромиси. Секој што профитирал врз грбот на граѓаните мора да одговара, порачаа од ВМРО ДПМН. Од партијата додаваат дека очекуваат брза и транспарентна истрага.
Немојте да сеете страв дека пензискиот фонд бил пред колапс, дека немало да има пензии на 1 декември. Сето тоа се лаги. Пензиите ќе бидат исплатени и тоа скоро ќе се види, рече заменик министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Белковски на одговор на пратеничко прашање на Јованка Тренчевска од СДСМ. Ќе бидат исплатени тие пензии и во 2026 и во 2027 година и понатаму ќе има покачување согласно законските прописи. Граѓаните нека бидат мирни, вели Белковски. Заменик министерот подсети дека владите на СДСМ не работеле на зголемување на пензиите и дека пензиите што изнесувале 14.000 денари сега се 20.000, а тие што имале 20.000 сега имаат 26.000 и имаат достоинствен живот. Тренчевска рече дека во буџетот на Министерството за социјална политика немало пари за трансфер до фондот за пензиско за исплаќање на пензиите во декември и праша од каде ќе бидат обезбедени потребните средства. Во врска со линеарното покачување на пензиите, Велковски рече дека пензиите се усогласуваат по две компоненти – инфлацијата и трошоците на живот. Многу добро треба да знаете дека пензиите се усогласуваат по две компоненти – инфлацијата и трошоците на живот во Македонија. Не во Франција, не во Швајцарија, не во Австрија, туку во Македонија, рече Велковски, додавајќи дека треба да се запраша колку време трае проверката на пензиите, например во Франција, за да добијат минимално покачување. Крајната цел е, потенцира Белковски, и така е направен и законот дека тие што се тука во земјата треба да добијат покачување на нивните пензии. Ние се грижиме за сите граѓани, но оние што се тука во Македонија треба да добијат покачување на нивните пензии. Се грижиме за сите граѓани, но оние што се тука во Македонија се приоритетни, а секој еден од нив придонесува за ово општество и ние треба да се грижиме за секој еден од нас, рече заменик министерот. За тоа дали се почитуваат одлуката на Комисијата за спречување на дискриминација во однос на тужбите, рече дека секоја одлука на судот Министерството ја почитува максимално. Тренчевска праша и за зголемување на посебниот додаток за лица со попреченост, на што Велковски рече дека се грижат за овие лица и дека животот за нив ќе биде многу подобар во периодот што следува.
Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Домакине, добри гости ти дојдоја. Домакине, добри гости ти дојдоја. Добар амбер ти донесоја. Добар амбер ти донесоја. Стадо ти се домакине објагнало. Стадо ти се домакине објагнало. Половина облизнало. Половина облизнало. Жена ти се домакине породила. Жена ти се домакине породила. Породила машко дете. Породила машко дете. Домакине, дене се јаде и пие. Домакине, дене се јаде и пие. Дене се свадба прави. Дене се свадба прави. Ако спиеш, домакине, разбуди се. Ако пиеш, домакине, развесели
се. Ако пиеш, развесели се. Ако пиеш, развесели се. Владата за само една година обезбеди 21 нова авионска дестинација, а наскоро ќе има и нова линија Виена-Охрид, откри на Канал 5 телевизија подпредседателот на ВМРО ДПМН и министер за транспорт Александар Николовски. Министерот истакна дека со доаѓањето на владата предводена од ВМРО ДПМН во туризмот се бележи раст од 20%. 20% раст имаме на туризмот од изборот на оваа влада. Правиме многу во делот на привлекување на туристи. За само една година обезбедивме 21 нова дестинација кон Скопскиот и Охридскиот аеродром. Аустријан ќе лета редовно Виена-Охрид, што дополнително ќе го поврзе градот со цела Европа. Николовски се осврна и на капацитетите за сместување на туристи. Хотелските комплекси кои ги имаме во Македонија со исклучок на неколку објекти во Скопје се од 70-тите и 80-тите години на минатиот век. За да се изгради еден хотел потребно е да се донесе цел детален урбанистички план. За изградба на хотели, не за апартмански комплекси, не за апартмани за продавање, исклучиво за хотели, тоа е така наречена B5 категорија и дури еве можеме да се договориме тоа да може да се прави за инвестиција која што ќе е над X вредност.
Почитувани, дојдовме до самиот крај на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. А на самиот крај, во катчето за најмладите, приказната за волкот и еленот. Ви посакувам пријатен ден. Се шетал еленот по шумата и одеднаш слуша жално завивање. Тргнал тој кон местото од каде доаѓал гласот. Гледа, ветерот оборил една голема елка, а елката пак паднала врз волкот. Лежи волкот целиот сплескан под елката и никако не може да излезе од под неа. Ами, само стенка. Замавнал еленот со рогатата глава, па прашал. Како ти се случило ова? Ох, не прашувај ме, миличок, не гледаш дека душа испуштам? Подобро со роговите, елкава и стурка ја од мене. Со задоволство би го сторил тоа, но елката е голема, нема да можам да ја дигнам. Се посомневал еленот. Барем обиди се, замолил волкот. Во ред, можам да пробам. Се согласил еленот и почнал да ја турка елката со роговите. Ги собрал сите своји сили, па турнал и, како за чудо, дрвото се потргнало. Навистина малку се потргнало, но тоа било доволно за волкот да излезе од замката. Ама сум силен, се израдувал еленот. Волкот се стресол, станал на нозе и почнал да гледа да не си го оштетил крзното некаде. Но не, се си било на свое место. Тогаш на волкот му текнало за еленот. Се стрчал кон него и му свикал. Стој, каде одиш? Каде? Прашал еленот. Унаму каде што тргнав. Да не си мрднал, свикал волкот. Треба да те изедам. Елените од секогаш ми биле плен. Ајде де, а зарем не те спасив од смрт? Прашал еленот. Тоа нема никаква врска, одговорил волкот. Нели ти е срам? Зошто да ми е срам? Ке ти ја одерам кожата и крај на муабетот. Еленот не се согласил со волкот и тие уште долго време спореле. Спореле, но не дошле до заеднички заклучок. Тогаш еленот предложил. Ајде некој нека ни пресуди па да видиме кој има право. Волкот се израдувал. Во ред, се согласувам. Потоа волкот си помислил. Па можам еленот да го изедам, а судијата ќе ми дојде како прилог. Цел ден тие барале судија и го нашле дури вечерта. Тоа бил стариот мечок. Тој одел во селото кај пчеларниците за да најде мед за својата мечка. Тој ги изслушал еленот и волкот, а потоа ја ставил раката на устата и се замислил. Но ништо не можел да смисли. Не знам што да правам со вас, им рекол тој. Треба да одиме и да видиме каде се случило сето тоа. Волкот и еленот го однеле мечокот кај елката. Ја обиколил мечокот елката и повторно се замислил, а потоа рекол. Ајде, Елену, потурни ја елката со роговите. Не ми се верува дека си можел да ја подигнеш. И тоа како можам? Се навредил еленот и го поткренал дрвото со роговите. А мечокот вели. Ајде, волку, легни повторно под елката. Не ми се верува дека можело ни столку мал простор да се провлечеш. И тоа како можам? Се налутил волкот и за момент се нашол под кренатата елка. Тогаш мечокот рекол. Ајде, Елену, сега врати го дрвото на местото на кое било. Еленот ја пуштил елката и кога волкот повторно се нашол во замка. Како што се нашол во неа, така и останал. Кој уште еднаш би му помогнал на таков предавник? Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.